Кога училницата е празна, учителот не престанува да работи. Воњата не е статистика, воњата е страдање. Секоја друга представа е илузија и верувам дека е измама на реалноста. Владко Секуловски со споредба меѓу англиските и македонските учебници открива какви промени треба да се направат за напредок на целото општество. Ова се луѓето што не чекаат решенија, туку ги бараат. Не креваат раце, туку ги засукуваат ракавите. Познати им се и пречките и неуспесите, и тешките услови. Се борат со бирократски лавиринти, недоречени закони, партиски притисоци, приватни интереси. И не се откажуваат. Тие се носители на промени. Кога се учи еден јазик, не се изучуваат само зборовите. Се учи еден цел начин на живот и на размислување. Концептите кои тие ги представуваат на граѓани кои действуваат, за разлика од овие примери, во учебниците кои се од македонски издавачи, концептот на действувачки граѓанин целосно изостанува. Наставникот не учи. Активниот граѓанин е пред се индивидуалец. Пасивниот е дел од колектив. Во британскиот учебник имате неколку индивидуи кои зборуваат за кого навиваат или која им е омилена храна, без разлика на нивното етничко потекло или на бојата на кожата. Во македонскиот учебник во Македонија живеат етникуми како македонци, албанци, турци или роми, а представени се преку облеката која носеле нашите прабаби во 19 век. Секуловски е од Прилеп и предава англиски во училиште во Долнени. Еднаш присуствувал на часот по македонски каде што ја работеле песната "Заплакало Мариово" за Ѓорѓи Сугаре. Песната е народна и е пишувана под емоционален набој, тука не може ништо да се смени, но како денешниот автор, во кој контекст ја става таа песна? Во една прилика наставничката ги праша што биле параловци, децата како од хор извикаа шпиуни. Значи, дали може да се обработува таа песна без граѓанска перспектива? Дали може, да не праша авторот на учебникот, дали е во ред едно цело село да се окарактеризира по карактеристиката на неколку луѓе? Напишаното во учебниците за децата се пресликува и во животот на возрастните. Наставникот го покажува тоа со примери. Пример број 1. Објава за климатските промени, малку реакции. Објава за националните прашања, бројни реакции. Пример број 2. Освојувачите се лоши, освен ако се наши. Неспорно е дека Александар е дел од културата на овие простори, но дали на него може да гледаме како на позитивен лик, знаејќи дека тој одел во туѓа територија, освојувал туѓи територии и ни се сиот тој процес загинале многу луѓе. За жал, не можеме да најдеме писма од неговите војници како што има писма од Првата светска војна. Но сепак мора да се запрашаме во кој контекст го разгледуваме. За жал, таквата дилема недостасува во учебниците. Тоа што овдека изостанува е животот на луѓето кои во тоа време изостануваат, ужасите на војната. Чекај, нешто друго, не треба посуштински. Има една перспектива од озгора, например дека загинале толку и толку милиони цивили, но изостанува описот на страдањата на одредени индивидуи. Например, зошто немаме тука пример од дневникот на Ана Франк, или зошто немаме пример од писмата во рововите од Првата светска војна, кои најдобро би ни доловиле
што значи самата војна. Оно што е интересно и добро кога го спомених, што е апстрактен, со тоа тој ја велича борбата за слобода без да го глорифицира насилството. Многу е важно кога ја пренесуваме историјата на идните генерации да го величаме мирот, а никако да не го величаме насилството. Наставникот Секуловски продолжува да собира примери од училишните материјали. Планира во соработка со граѓански организации да бара промени во начинот на кој се прикажуваат или се толкуваат одредени појави во учебниците. Но кога учебникот ќе дојде пред наставниците, тие можат само да го предаваат напишаното. Процесот на подготовка на учебниците е далеку од нив. Овие рамки се тесни, за да може да произведат еден квалитетен учебник. Мислам дека процесот на создавање учебници мора да биде многу повеќе отворен, да не мора да се чека конкурс и повик за да може одредена група на автори да состави учебник.